бидејќи заменикот цело време ме повикува, очигледно вие учествувате во носењето на овој закон. Значи, зборуваме, се извинувам, за закон за лицата со попреченост, најранлива категорија. Ние реагиравме на првиот закон дека се носи многу на брзина, меѓутоа, ајде вие ќе речите ова е опозиција, затоа реагира. Ние се сретнавме со неколку здруженија, реагира и тие. Реагира дека не се консултирани, наводно спомнувате некоја јавна расправа, едно имавме еден допис од едно од здруженијата и многу нејасноти, не се остави простор малку за поширока дебата. А сигурна сум дека ниту еден овде член нема да има против доколку носиме закон со кој што ќе се подобри животот на лицата со попреченост, посебно на дечината, на родителите. Ова што сега го предлагавме како амандман беше со цел да решиме еден проблем кој што е тековен, луѓе. Значи, тој проблем постои. Во моментот, во Битола, нема образовни асистенти за децината со попреченост. Нема. И сега вие може да ми кажувате тука како ќе биде ова ново законско решение, меѓутоа така зборувавте кога носевме за образовни асистенти за децата кои што ја почна оваа школска година во Битола нема. И потребно се фаќат врски. Еве тоа се случува. И имаше еден период кога комисијата за МКФ не работеше во Битола. Постоеше, меѓутоа не беше функционална. Предходно, ако детски психолог или психијатар правил проценка на дечината со попреченост, им рече, значи ова ви кажувам пример на родителите дека јас повеќе по закон немам надлежност да вршам проценка. Оди во МКФ, тие му викат ние не работиме. Вакуум простор, родителот не можеше да го оствари правото на детето за посебен додаток. И сега овде се правиме ние, затоа сослушајте не. Што сакаме да постигнеме? Не сакаме никакви да ви правиме ни обструкции на нешто што навистина треба да го подобри животот на овие граѓани. Туку сакаме да го подобриме нивниот живот. Ние имаме тука интерпарламентарна група за лицата со попреченост. Кај, луѓе, ние сме сите членови на таа група. Па како не ви текна? Председател е координаторот на СДСМ, да ја свика комисијата, да кажат луѓето свое мислење. Зошто постои таа? Да кажеме дека во парламентот имаме интерпарламентарна група за лицата со попреченост. Срамота. И сега овде знам јас, вие сте добиле задача, па сега гледам тука за повторно фискалните, дека повторно некои пари се наоѓаат за софтвер, тоа е цело ваше брзање, а не да се подобри животот на овие луѓе. И еве, бидејќи на состанокот кој што ние го имавме со здруженијата, нив не им беше јасно, а јас не сум од оваа проблематика директно, и еве би ве замолила сега да ве слушни цела македонска јавност, да објасните, јас читајќи го законот, ова координативно тело ќе биде единствено што ќе прави проценки или комисиите кои што се во законот пишуваат 28 на број, ќе постојат. Ќе постојат, тоа ќе ги координира или тие повеќе нема да постојат. И еве направете ми една симулација како вие од моменталниот начин на одредување на проценка функционален по овие комисии што дадат родителите со своите деца посебно, што ќе се смени со овој закон. Ве молам тоа не само заради нас, туку за граѓаните, бидејќи здруженијата изразија, едноставно вика, ние од ова не разбираме што ќе се прави. Добро е да се објасни тоа, апсолутно, мислам јас, драго ми еве што ептен знаете како мислам постапката на носење на овој закон, ќе се примени 18 месеци после носувањето така, добро, не е јасно ни е тоа зашто го правите, заради тоа што во само третата глава ќе стапи на сила веднаш, бидејќи ќе се прават обуки и лиценци ќе се даваат на стручни лица. Фино, пред да ми одговорите, второ прашање. Дали тоа значи дека
и оние што имаат 10 години работно искуство во одредени комисии, например, се карикирам, ќе мора да полагат лиценци. Зошто е направено толку строго, не ми е јасно. Луѓе што имаат искуство во некоја комисија за проценка, дефектолози, социолози, што цел живот тоа го работат, сега да мора да додат на обуки, да полагаат за лиценци, да платат за лиценци. Се ова е цел начин на носење на овој закон е нешто сомнително. Сомнително. Еве, добро би било за јавноста, посебно за здруженијата кои што еве една мајка, се сеќавам, изрази еден сомнеш, вика, јас моето дете кога го носам боледува од некој многу ретко заболување, мал процент го имаат во Македонија, вика, јас кога го носам на комисија на било што, тоа е таква траума за детето, 3 дена повраќа, нервозене. Така да ве молам за јавноста, кажете на кој начин со носењето на овој закон, компаративно со тековнава ситуација, ќе се подобри животот на лицата со попреченост. Благодарам.